Колумбиската пејачка Шакира ја доби конечната правна битка со даночните власти во Шпанија, кои ќе мора да ја вратат повеќе од 60 милиони евра, колку што изнесува наметнатиот данок и паричните пенали, кои според мислењето на судот биле незаконски утврдени. Административниот совет на Националниот суд на Шпанија пресуди во корист на колумбиската пејачка и ја поништи постапката врз чија основа таа мораше да плати речиси 55 милиони евра на име данок и пенали, а сега таа сума ќе мора да ја биде вратена со камата, пренесува Паис. Шакира во соопштението што го објави нејзиниот тим ја поздрави оваа своја победа и уште еднаш ги критикуваше даночните власти. Никогаш немало никакво затајување, а ниту самата даночна управа никогаш не можеше да го докаже спротивното, едноставно затоа што тоа не беше вистина, наведе таа. Пејачката додаде дека и покрај тоа речиси цела деценија била третирана како виновник, а секој чекор во тој процес бил искривуван и преувеличуван, при што нејзиното име и имидж биле користени да се испрети заканувачка порака до другите даночни обврзници. По повеќе од 8 години брутално јавно омаловажување кое го трпев, оркестрирани кампањи со цел уништување на мојата репутација и безброј непроспиени ноќи кои ми го загрозија здравјето, како и моето семејство, Националниот суд конечно ги исправи работите, порача Шакира. Светските медиуми вреват околу фактот дека најголемата секс бомба на 90-тите, Памела Андерсон и холивудскиот заводник Том Круз се во тајна љубовна врска. Иако нововенчаната двојка се уште не објавила ништо по овој повод, јавноста е на нозе, а шокантните детали од нивната романса многу ја интригираа планетата. До неодамна Памела Андерсон беше во бурна врска со ирскиот актер Лиам Нисон, со кого делеше кадар во продолжението на култната комедија Голиот пиштол. Целата промоција на овој филм минатата година беше помината во знак на нивната љубов, а Памела на крајот од годината изјави дека започнале својата врска веднаш по снимањето и дека била убедена дека ќе останат заедно до крајот на животот. Сепак таа романса се распадна, а бујната русокоса не остана долго сама. Извори за Daily Mail тврдат дека Памела сега е целосно подготвена за нова љубов и дека целата своја енергија ја насочила кон освојување на Том Круз. Според National Enquirer, Том Круз целосно се заљубил во Памела откако ја гледал во филмот Последниот танџер од Џија Копола. Минатата година таа улога дури и донесе номинација за Златен глобус, како и вниманието на најмоќниот човек во Холивуд. Монодрамата Кармен на Билјана Драгичевиќ-Пројковска, работена според романот 5 часа со Марио, вечерва ќе биде изведена по јубилеен 50-ти пат на сцената на Драмски театар. Представата која од премиерата во мај 2021 година остави силен белег во современата македонска театарска продукција, низ годините изгради исклучителен сценски живот и стана една од представите на Драмски со најбројни гостувања во странство. Во центарот на Кармен е жена која во текот на една долга ноќ покрај телото на својот починал сопруг ја отвора целата мапа на својот живот, бракот, разочарувањата, стравовите, потиснатите желби, класните предрасуди, лицемерието, религиозните догми и општествените норми што со години ја обликувале. Незиниот монолог постепено се претвора во брутално искрена исповед за еден брак, но и за едно време во кое љубовта, моралот, политиката и општествените улоги постојано се судираат. Фолкфест Валандово 2026 година со особена чест ја доделува наградата за животно дело на Блага Петреска, доајен на македонската народна песна и едно од најзначајните женски вокални имиња во поновата историја на нашата музика.
Блага Петреска е пејачка која со децении ја носи македонската песна со достоинство, препознатлив глас и искрена емоција. Нејзините изведби останаа блиски до публиката, а нејзиното име е врзано за песни што се пеат, се паметат и се пренесуваат од генерација на генерација. Блага Петреска е добитничка на наградата за животно дело на Фолкфест во Ландово 2026 година за тоа што е доаѓена македонската народна песна. Таа ни подари некои од најголемите хитови токму на овој фестивал. Ти ме придаде, залюби се и пеам да не заплачам стана нераскинлив дел од нашето музичко наследство, а нејзиниот глас, полн со емоција, остави траен белег во срцата на публиката, изјави Горијан Стојановски, директор на Фолкфест во Ландово.